Добар ден уште еднаш од мене. Јас сум Јадранка Костова. Вие сте на вистинската фреквенција, еден телевизија. А мој гостин во овој дел од отвореното студио е Мартин Вучич, директор на Танец. Добре дојде. Добре ве најдов. Благодарност до вас за поканата за учеството во емисијата и моје официјално прво гостување во оваа телевизија. Неколку месеци си директор? Да, 2,5 веќе третиот месец. Беше вработен во Македонска филхармонија. Точно, да. Од каде поривот за трансферот во националниот ансамбл за народни ора и песни Танец? Па, јас многу пати, мислели, често кажувам на шала и на смеја, јас не растев со музиката на Чајковски и Џенис Џоплин, јас растев со македонската изворна музика. Што би се рекло, и од исток и од запад сум поврзан со и од едниот дедо и од другиот со таа музика. Многу ја чувствувам, уживам во неа уште од најраното детство. Впрочем, и мојот прв инструмент беше оној класичен македонски селски тапан. Така. А она е неврзано со... Го купи дедо ти Пецата Насовски. Го направи, не го купи, го направи специјално за мене. И од тука веројатно таа љубов сама се роди со самото одење по семинари со него, кога можеше да ме зима, освен оние големине патувања. И целата таа љубов према изворната музика ми се веројатно и од него, но и од другиот дедо. Да. И двајцата беа активни членови на Танец, едниот како врвен играч и кореограф, другиот како шеф на оркестар долги години. Така. Мартин Вучич, син на Весна Вучич и Драган Вучич. Ова ми се допаѓа прво што е син на Весна, па на Драган. Реткост е тоа, обично обратно. Не, сега би можело да се каже Весна и Драган се родителите на Мартин Вучич, директорот на Танец. Да. Значи, поривот не е да бидеш, колку да бидеш само директор, веројатно, предпоставувам, познавајќи те исто и лично вака, и семејно, дека имаш своји некакви визии како треба да изгледа Танец. Каква е состојбата сега, ако споредиме со сличните ансамбли во Хрватска од бивша Југославија, Ладо, да, и Коло е Србија и Ладо е Хрватска. И Танец. И сега кога ќе споредиме, за овие 3 месеци можеше да ја снимиш ситуацијата. Едно се твоите планови претходно, друго е кога ќе се соочиш со состојбата. Точно, апсолутно. Значи, од идеја до реализација е многу голема разликата. Она што знам и што го видов во овие 3 месеци, јас се уште се запознавам со институцијата, со луѓето, пробам да ги слушам сите, меѓутоа имавме и едно гостување во Белград, каде што беа присутни Ладо, Танец и Коло, како национални ансамбли, и видов како они функционираат. Ние сме напред, многу отидени со фолклорот и со музиката и со нашиот мелос, меѓутоа организацијски многу сме позади нив. Финансиски? Финансиски, организацијски, потпора од државата, сепак да не заборавиме потпора и од нивната иселеничка заедница низ светов секаде. Така. Уживаат во многу подобности, уживаат во одлични услови за работа. Нема Танец подршка од македонските иселеници? Како што имаат хрватското и српското? Не така. Значи, имаме поддршка од типот сакаме да ни дојдете и толку. Да, тие такви поддршки се тешки за остварување. А што се однесува до условите кај што работи Танец во моментот, мора да се напомене дека Танец е тргнат од едни бараки и со во овие 70 години има прогрес. Со последното раководство е реновиран добар дел, меѓутоа тоа е институција која што треба да се реновира од корен по мене и да се вложат многу капитални инвестиции во Танец со типот на одржување на носи, кои што со тек на годините се уништуваат, а се од прва класа и стари по 140 години. Танец нема свој автобус, Танец живее во автобус. Како немате? Па како патува? Патуваме со тендери, со јавни набавки, со превозници кои што ќе се приклучат нели на истата таа акција. Меѓутоа сметам дека ние треба да имаме свој сопствен автобус, бидејќи Танец живее во автобус. Од 365 дена, 150 се во автобус со спиење со по 15 сати возење и така натаму. Така, јас прочитав дека, нели, рековме дека следнава 2019 година слави Танец 70 години од основањето. Основан е 1949 и прочитав дека веќе следната година, значи за само една година постоење,
на еден надпревар во Велика Британија, во Лондон, танец победува, ги фасцинира, значи вела дека е тоа прв пат едногласно жирито да додели награда и дека дури уште неколку недели британците платиле да остане низ Британија да држи концерти. Па да, точно е Тоа е фасцинантно. Точно е, да, во Ланголен беше, сепак не во Лондон, Не е тоа Лондон. да, Ланголен Велс, еден навистина престижен фестивал. Морам еве ќе кажам отворено, се надевам дека гласот мој ќе допре до некаде. Во комуникација сме со нашата амбасадорка од Лондон. Сакаме да го повториме настапот на танец 70 години подоцна во не надпреварувачкиот дел. Така. И сега тоа е една прекрасна идеја на кој што организаторите од Ланголен мислам беа фасцинирани од идејата да танец повторно дојде и настапи. Чекаме да видиме дали тоа ќе може да се изведе, бидејќи сметаме и ние, а и од самиот фестивал дека е ред после долга пауза да се повтори пак еден убав успешен концерт на танец во Британија, ете на тоа. Вие обично танец држи, колку што сум информирана, секој декември концерт. Точно, секој декември е подготвувате сега? традиционален, да, традиционален многогодишен концерт кој што секој декември се одржува, немаме стриктен датум за секоја година бидејќи немаме сала своја кај што можеме да го менаџираме да ги менаџираме нашите настапи, зависиме од тоа каде ќе има слободен простор. Оваа година тоа ќе биде на 27 декември во Македонската опера и балет. Во врска со токму со оваа победа во Британија, победата била со тешкото. Точно. Изгледа дека и странциве реагираат, се фасцинирани кога го гледаат тоа. Да, тоа е чудна работа. Јас не знам што е, со зборови не се опишува тоа што допира до сите нас кога ќе засвири тешкото. Значи, многу пати со колегите сум зборувал и тврдам дека танец да излезе и да не го игра тешкото. Да се качи играорецот на тапан и само да стоја, тоа ќе бидат овации. Не знам што е тоа, има некоја магија очигледно, господова работа е тоа. Меѓутоа така реагираат на тешкото. Веројатно и во нив буди нешто. Не можам да го описам само со зборови што е тоа. Така. Какви се плановите за следнава година, 70 години, како ќе ги одбележите? Тоа е со оглед на тоа дека зависиме од програма и од буџет на Министерство за култура кој што се формира од 1 јануари до 31 декември, тоа е нашата програма. Има еден генерален проблем кај оваквите институции кои што зависат од патување надвор. Многу пати ни доаѓаат понуди во февруари за во ноември, мислејќи дека можеме да си приуштиме, многу губиме. Многу. Откажав турнеја за Индија, откажав турнеја за Ерменија на покана на Министерот за култура. Индија земја како земја во која што танец никогаш не настапил претходно. Навистина ми беше многу криво, меѓутоа тоа е тоа. Зависиме од буџетот. Ние сме 41 двајца кога одиме по турнеи, тоа се 42 авионски карти, 42 дневници и уште ако сме 10 дена, тоа е пати 10. Така. И е проблем. Да, ние ова дека веќе го имаме на линија Министерот за култура Асаф Адеми, тој направи еден несекојдневен потек неделава. Го објави својот мобилен телефон, бројот на телефонот, и повика дека може да му се јави секој што ќе му укаже на одредени неправилности во врска со оние конкурси за финансирање на проекти од национален интерес во културата. Господине Адеми, дали ме слушате? Да, ве слушам, добар ден. Пошто и вие сте од Алијансата на албанците, од таа партија, ние имавме предходно... Движење Беса. Од Движење Беса. Не, ова ме подсети на Ало Тараварија, ова е Ало Адеми. Очекувате ли јавувања за неправилности? Штом го давате тој број? Значи, јас ги замолувам сите оние што имаат индиции или мислат дека некој може да ги злоупотреби, да ми пишат директно мене на телефонскиот број, што го имам веќе објавено. Но ќе ги замолам тоа да биде да ми пишат околу овие ствари, а не да ми пишат да ми бараат средби. Па тоа не, јас веднаш помислив дека сега секој ќе ви звони за се и се што. Значи, имаме такви јавувања, имаме и текст пораки кај што бараат средби со мене. Средбите оние што
сакаат да се видат со мене, ги имат бројот од Министерството со техничките секретарки, таа работа може да Така. ја завршат. Значи, ова ви е битно преку СМС пораки, така? Така, во однос на жалбите, односно оние што мислат дека може да бидат жртви на различни манипулации или пак имаат индиции за некакви злоупотреби на луѓе што работат у Министерство, а се прикриваат у име на некоја невладина организација или нешто слично, директно да ми пишат мене, а јас им гарантирам дека тоа ќе остане само меѓу мене и оние што ми пишуваат. Така. На ова ви инспирира, веројатно имаше доста некакви скандалозни одлуки претходно во врска со овие нели конкурси што беа за доделување финансиска помош. Така. Веројатно тоа ве мотивира на овој начин да реагирате. Јасно, тоа ми е една од причините зашто јас сакам, како што имам кажано и порано, мојот мандат да биде запаметен по добри дела и по одлуки што се носат за доброто на сите. Така. Да. Господине Адеми, мој гостин во студио е директорот на Танец Мартин Вучич, па разговаравме следнава година Танец слави 70 години од своето основање и постоење. Министерството за култура ќе имали разбирање од колкаво културно значење е овој настан? Значи, Министерството за култура решава врз основа на предлог програми што се доставени од страна на националните установи, односно ја носам решение врз основа на предлозите на комисиите за претходно доставените програми од страна на националните установи. Сигурно директорот или неговиот претходник, зашто господин Вучич е назначен од моја страна пред неполни 2-3 месеци. Така. Предлог програмата на националната установа е доставена во јуни месец, зашто тоа го налага актуелниот закон за култура. Предпоставувам дека сите овие што вие ги спомнате се поставени во предлог програмата и очекувам комисијата при решавање да ги има предвид сите ствари околу таа. Господине Адеми, ви благодарам и можам да ве поканам во наредниве недели да бидете гостини вие во отвореното студио. Ви благодарам, ќе ми биде чест. Мартин? Имавме средба официјална со министерот пред неколку дена. Имавме официјално запознавање. Можам да кажам стварно дека ми остави еден прекрасен впечаток на еден стварно европски кадар. Млад човек, меѓутоа со убава визија и се надевам дека ќе имаме успешна соработка. Односно, нели во оној сегмент, во онат полека и што мене ме засека Министерството за култура. Така. Да, ова е национален оркестар. Ансамбл. Има ли шанси спонзорства некакви од приватни фирми, од јавни предпријатија? Шансите зависат од самите спонзори, наше е да побараме. Меѓутоа, морам да бидам искрен да кажам дека секогаш кога станува збор за национални установи, спонзорите малку се, како да кажам, порезервирани. Многу ми било полесно како индивидуален пејач да најдам спонзор за мој проект, отколку за... Одговорот е секогаш, вие сте национален ансамбл, државата нека ви плати. До негде држи вода. До негде. Не дека е тоа... Но имавме предходниот период кога овие дел од јавниве предпријатија дава силни пари за панорамско тркало, за некакви, не знам, зоолошки паркови и слично. Точно. Велам дека Танец е амбасадор, културен амбасадор на оваа држава. Танец е првата опција на државата кога треба да се презентира културата. И сметам дека и самиот Танец, еве да кажам конкретно нешто што мене лично ме засега, рамката каде ние се водиме во Министерство за култура, ние постојат две музичко-сценска и фолклорна дејност. Ние сме во рамката на фолклорна дејност и точно е дека сме дел од фолклорот, меѓутоа нели мислиме дека сме ние и музичка и сценска дејност. Имаме и оркестар, имаме и играчи, имаме и хор. Тоа е мала верзија на македонска опера и балет. И сме ставени во исти ранг со манифестации кои што траат 4 дена. Мислам да не бидам погрешно сватен, тоа се издржани манифестации прекрасни. Меѓутоа, мислам дека нашето место е во музичко-сценска дејност.
и од многу причини. Го иницираше тоа во разговор со министерот? Да, го кажав. Првата и основна причина е тоа што музичко и сценска дејност има секогаш поголем буџет од фолклорна дејност и тука веќе можеме да бидеме посмирени. Така. Државата излегува во пресред, меѓутоа ние сме на ивица на преживување. Уште ова за крај. Спомена народните носии. Се одржуваат во танец? Се одржуваат Тоа може колку да е што големо може. богатство. Тоа е непроценливо богатство. Тоа е проблем. Танец не располага во моментов со адекватна просторија за носии. Имаат просторија за носии, меѓутоа таа не е адекватна за заштита на тие раритетни носии. Затоа сметам дека треба да се обноват носиите, да се земат други парчиња, можеби во поново време направени, човечкото око тоа не го препознава за време на настап, а оние А категорија носии кои што се по 130-40 години, ред е да ги зачуваме во музеот на танец. Да имаме што да кажем. Јас колку што знам, твојот сега покоен дедо Пеца Атанасовски собираше такви носи едно големо богатство. Што стана со тоа? Тоа А се тешки за одржување? многу тешки за одржување. Треба да се провери тоа во каква состојба е. Мојата идеја беше и се уште е да тоа му го поклонам на музеј на град Скопје, наједноставно на државата да го поклонам како дел од колекцијата на Пеце Атанасовски. Меѓутоа, претходно треба да се провери што навистина е издржано да стои таму, бидејќи со текот на времето носиите знаат и да се распаднат, јадат молци и така натаму. Па ќе видиме делот од тоа што е сочуван како што треба, секако дека ќе биде дониран. Јас тоа го кажав еднаш, еве сега јавно го кажувам. Така. Сме имале можности многу пати до сега и тоа ќе го напоменам да ги продадеме тие раритети, но сметам дека нешто нема цена како на пример носиите и ниедни пари не може да го платат тоа богатство што вреди кога ќе остане кај нас. Тука и државата треба да има чувство. Да, значи слухот е најбитен, свеста и слухот кај сите кои што се во таа приказна танец, филхармонија, македонска опера и балет, оние институции кои што се врзани со културата. Културата секогаш бара влог, многу ретко носи назад. Меѓутоа, јас тоа кажувам, кога ќе отидете на концерт во Лондон и слушате, да кажем, не знам, Чајковски четврта оди. Вие знаете, одите на Чајковски четврта и купувате карта за тоа. Но не знаете на што одите кога доаѓа танец. Некој пат треба да платите за вашата култура да биде презентирана. Така. Мартин, благодарам што беше гостин Благодарам и за вас. во отвореното студио. Ние се гледаме повторно околу 17 часот.